27 април ќе остане запишан во историјата. За едни како мрачен настан, а за други како крик за слобода. Народот тој ден реши да ја земе судбината во своји раце. Пониза провокации, насилен избор на председател на собранието, а потоа и пеење на албанската химна во истото ова собрание. Толпата реши да влезе во зградата. Моја земјо, нека ни е честито изборот на нов председател на Собранието на Република Македонија. Македонија! Македонија! Talivim besen прбашки. Нема да побарам да се бранам од слобода или од кујкен притвор, да не повторно на некој во оваа држава му текне така лесно со службена белешка да ме врати во притвор. И за крај, не се плашам од затворот, вие не осудивте, историјата ќе нас ослободи. Еден ден ќе угрее сонцето на слободата. Да живее Република Македонија. 16 лица беа осудени со драконски казни со над 10 години затвор. Вкупно сите заедно повеќе од 200 години затвор. Адвокатите Јанаки Митровски и Драган Пешевски поднесоа иницијатива до собранието за гласање на закон за амнестија. Тие ни објаснија што е суштината на овој закон, што содржи и кој опфаќа. Се однесува на две групи на лица кои што се осудени со две присуди за населението 27 април, едната со ознака за организиран криминал, а другата е за групата која што го нападна Зијадин Села, не навлегувајќи во оправданоста и неоправданоста, или да речеме оправданоста или неоправданоста на настанот, за кој што нормално не наоѓаме оправдување. Остваривме денеска средба со председател на ЛДП Моника Зајкова и со координаторот на ВМРО ДПМН Никола Мицевски, како и уште двајца пратеници од ВМРО ДПМН. Имаме позитивни сигнали од страна на ВМРО ДПМН, додека председателот на ЛДП искажа некој порезервиран став, но вети дека ќе го стави на разгледување на извршен одбор, пошто би завзеле конечен став. Дали имате поддршка од некоја од другите партии од владината коалиција? Сега за сега не. Има најави колегата Пешевски за средба следната недела со политичка партија Левица, и сега за сега тие се единствените заинтересирани кои што правиле интерес да го разгледуваат оваа иницијатива за поднесување на предлог закон, затоа што за да би ние како граѓани поднеле предлог закон ни требаат 10.000 потписи. Јас и Драган сме сами, нашата моќ е многу лимитирана, додека неколку пратеници тоа можат да го направат со помош на нивните служби и така натаму. Господине Пешевски, дали може да ни кажете дали покрај овие што господинот Митровски ги наброја, имате и други партии кои што биле заинтересирани? Например, во текот на вчерашниот ден во нашата емисија, господинот Стојанче Ангелов даде поддршка за вашата иницијатива. Да, слушнав дека Стојанче Ангелов има дадена поддршка. Можам да ви кажам дека наредната недела веќе ќе биде остварена средба и со политичката партија Левица, на кој што ќе им го образложиме законот, и очекувам и од таму поддршка, а верувам дека понатаму ќе бидеме повикани од албанските партии за да сето тоа се комплетира. Добивме и ветување од пратеникот Мицевски дека може и да се убрза целата процедура во законот, а исто така затоа што многу луѓе се прашува за ослободување од 50% од казната за тие што се казнати над 10 години. Имавме убава средба и мислам дека тој дел ќе биде отстранет и ќе се оди кон комплетно ослободување на осудените за 27 април. Од овие два предмети кои што се опфатени. Веќе сум убеден дека ќе биде поднесена и мислам дека и ќе биде и донесен законот, затоа што со овој закон за амнестија се прави исправка на претходниот закон за амнестија кој што беше комплетно неправеден и неправилен. На одредени луѓе им се даде комплетна слобода, па дури им се дава и тендери и слични работи посем тоа, а други луѓе скапаа по затвори и државата исклучи за некого мајка, за некого маќа.